би сакала да ве поздравам и да го искажам задоволството дека сте стварно во голем број, што значи дека темата денешна ќе биде доста интересна. А целта зошто ја поставивме оваа тема е почетокот на, речеме, градежната сезона. Утре се отвара сајмот за градежништво. Меѓутоа, сите податоци изборуваат дека нашето градежништво е со најголем раст и е некако двигател на македонската економија во земјата. Кои се фирмите кои што ги достигнуваат овие податоци? Ќе ги користиме повеќе статистичките податоци, така да иако е 2014 година последен податок, за месец дена ќе излезе податокот за 2015 година, меѓутоа од разговорите во статистика рекоа дека нема големо отстапување во бројот на фирми, посебно во градежништво, и сега ќе ги земеме како податок 4349 фирми кои што се активни во градежништво и тие учествуваат со околу 6,2% во активните компании во земјата. Меѓутоа, има една работа што би сакала посебно да ја потенцирам. Околу 150 градежни компании кои што имаат вработено 20 работници нагоре се носители на најголемите активности во земјата. Додека другите 95% се фирми кои што имаат вработено од 1 до 20 работници. Дека градежништвото е атрактивно и дека има интерес за негова ангажираност, само една споредба ќе ви кажам, во 1990 година во Македонија беа регистрирани 317 компании. Денеска имаме 4349. Не би сакала да го кажам процентот, меѓутоа знаете дека ова е сепак многу голем број на фирми кои што се вклучени во градежништвото. Во градежништвото се вработени во 2014, односно 2015 година 50.866 вработени. Или уште еднаш да сумираме, градежните компании учествуваат со 6,2% во вкупно активните компании, а вработените учествуваат со 7,1% во вкупно вработените во земјата. Просечната плата во градежништвото за 2015 година изнесува 19.306 денари и е за околу 13% пониска од просечната нето плата исплатена во земјата, која изнесува 22.715. Јас долги години ги следам состојбите во градежништво, секојаш платите во градежништвото биле помали од просечната плата 8-10 до 12%, така да овој тренд секако се задржува подолго време. Во градежништвото имаме слободни работни места според статистика најмногу 2,69%. Договорените градежни работи и извршени градежни работи бележат континуиран пораст. Тоа значи дека нашите градежни компании се максимално ангажирани во изведување на работи како во високоградба, така и во нискоградбата. Најголем скок во договорените градежни работи имаме 2014 со 2016 година, значи зголемувањето на договорените работи во 2015 во однос на 2014 изнесува 65,8%. Тоа е пред се на големата ангажираност или инвестициите во нискоградбата, пред се во инфраструктурата. Ако ги земеме
во предвид одобренијата за градење, во 2015 година се издадени 2628 одобренија, од кои 1830 се во високоградба, 323 во нискоградба, а додека останатите 475 се во делот на реконструкцијата. Според овие податоци во одобренијата за градење предвидена е вредност за извршување на работи од 46.260 милиони денари. Тоа е еден континуиран раст во наредните неколку години. Посебно е интересна стамбената изградба, каде што се добиени одобренија од 6174 станови. Според досегашните искуства годишно се градат 5,5 во последно време и 6000 станови годишно, кои сигурно тенденција ќе има понатаму на зголемување со новите проекти што се поготово купи куќа за млади, кој е во почетна фаза на реализација и колку што знам на сајмот за градежништво ќе биде промовиран уште повеќе овој проект и онај стариот проект купи куќа, купи стан за млади. За странство не можеме да кажеме некои подобри податоци. Многу малку градежни фирми се ангажирани. Договорените градежни работи за 2015 изнесуваат 67,5 милиони долари и во однос на 2014 имаме опаѓање од 52%, а додека извршените градежни работи изнесуваат 52,7 милиони долари и тука имаме зголемување од 137%. Најголема активност имаме во Босна и Херцеговина, кај што се изведени повеќе од 66% од извршените градежни работи. Сите овие податоци зборуваат дека градежништвото има тренд на зголемување на активностите, така што и во учеството во бруто домашниот производ нормално дека имаме континуирано зголемување. Околу оваа тема и други теми ќе зборува председателот на Сдруженијето за градежништво, градежна индустрија и неметали, господинот Андреа Серафимов. И најавените инвестиции останува констатацијата дека градежништвото е главен двигател на економијата. Тоа се потврдува и со учеството на градежништвото во бруто домашниот производ, со учеството негово, така што ако земеме статистички од 2008 па се до денес, учеството на градежништвото во бруто домашниот производ бележи раст. Ако во 2008 година тоа учество беше 4,9%, можеме да кажеме дека во 2015 година истото учествува со 6,4%. Средните и големи компании учествуваат со 90% во градежништвото за учество во БДП и истите вработуваат 75% од вработените во градежништвото. Од овие податоци можеме да кажеме дека и со фактот дека големите компании баш се ангажирани и своите ресурси ги користат, можеме да кажеме дека се работи за големи проекти, големи активности во градежништвото и ние као комора и као здружение сме среќни со тоа. Значи, значењето на градежништвото во учеството на БДП покажува колку е тоа, колку се активностите негови во обем, големи или мали. Само за илустрација да кажеме дека во првите согласно статистички податоци кои ги имаме, во првото тримесечие од 2015 година градежништвото остварило околу 35.426 милиони денари реализација и бележи пораст од 11,7% за разлика од истиот период во 2014 година, или тоа се 0,9 структурни поени. Нас, освен моменталната состојба, не радува, да речеме, и податокот кој го имаме во програмата за извадок од програмата на владата од период 2014-2018 година, во кој што се најавени големи инфраструктурни проекти, со кои што ќе се зголеми протокот на стока и патници и ќе се подобри стандардот на живот на македонското население. Така да
да кажеме, од поголемите инфраструктурни проекти би ги издвоиле реализацијата на автопат Кичево-Охрид, реализација на автопат Штип-Миладиновци и реализација на Демир Капја-Смоквис автопатот, кој заедно со се уште не започнати на најавени автопати, можеме да кажеме дека се зголемува изградбата на патна инфраструктура во голем обем, што значи дека очекуваме дека 50 и повеќе проценти од досегашната автопатска мрежа ќе биде зголемена по завршување на овие проекти. Освен објектите кои се во тек, значи најавени се други големи инфраструктурни проекти, би ги издвоиле, да речеме, плановите за изградба на автопат од Скопје до Блаце и од Гостивар до Кичево, согласно програмата на владата. Освен големи структурни проекти, најавени се повеќе рехабилитација и проширување, така да очекуваме дека ќе се започне еден од поголемите би ги издвоиле Кочани Делчево, би ги издвоиле рехабилитација и проширување на пат Штип Кочани, Куманово бугарска граница и уште многу кои се составен дел од програмата на владата, кои што очекуваме да почнат во најскоро време. Во однос на патна инфраструктура, значи имаме голем подем на активностите, исто да се случува и со железниците, значи сведоци сме на рехабилитација и на реновирање на железничките станици, исто така почната е првиот дел од пругата кон Бугарија, очекуваме и за наредните делници да се скопи проектна документација да се отпочне со градба, така да во принцип интензитетот на градежништвото се очекува да биде уште поголемо, особено во делот на инфраструктурата, што нас не радува. Освен искажаните податоци и констатации кои ги имаме, би се надоврза уште на еден дел, дека влегуваме во фаза кај што ствараме кадар кој е способен за изведба на големи инфраструктурни и објекти од голем обем, што до сега со оглед на инвестициите кои ги имавме и да кажам помалите активности во патната инфраструктура, особено автопатиштата, не беше можно да се створи таков специфичен и висок квалификуван кадар, но среќни сме што во последните неколку месеци и последната година можем да кажем, имаме фидбек од компаниите во кои што се докажува спротивното дека нашиот кадар станува се поедуциран и поспособен, така да тоа е еден податок кој нас многу не радува. Друг податок кој не радува као комора е нашата констатација дека опремата со која што се изведуваат градбите е на повисок степен, да кажем, има употреба на тешка и модерна опрема, што до сега не беше случај, особено на рајонот на Република Македонија, но со оглед на големите проекти кои што се работат, потребата од употреба на ваква опрема која е многу специфична, многу скапа, но носи големи придобивки кон фирмите, е неминовна. Така да во тој сегмент сме многу среќни и се надеваме дека идниот подем на градежништвото и зголемување на активностите на инфраструктурните објекти и на комплицираните објекти ќе донесе уште поголем развој кон тие сегменти.